Законот за работно ангажирање е пред се за сузбивање на сивата економија околу пазарот на трудот, каде што покрај тоа што немаме доволно работна сила на пазарот на трудот во одредени дејности, кои бориме со работна сила, исто така имаме доста работа на црно. Со ова овозможување на сите групи на граѓани во Македонија, вработени, пензионери, невработени лица, социјалци, студенти, па и средношколци над 16 години да можат да работат, да бидат ангажирани со комплетно исплатени придонеси, пензиско, инвалидско, здравствено осигурание и така натаму, се она што следува на еден нормално вработен човек, без да го изгубат претходно стекнатиот статус. Например, пензионерите да изгубат пензијата или социјалците да изгубат социјалната надомест и заштита кој што и добиват студентите одредена студентска, да речем, стипендија или бенефит, значи нема да ги изгубат. Тие работи едноставно ќе можат да се вработуваат или на полно или на скратено работно време со со електронско пријавување дури од мобилен телефон од страна на самите работодавачи, така да во текот на денот или работните денови ќе можат директно од лице место без да одат во агенцијата за вработување, да трошат време и да се соочуваат со одредени бирократски проблеми, да ги пријавуваат овие и одјавуваат вработените. Се надевам дека наредниот период ДИТ, Државниот инспекторат на трудот, ќе има засилена работа. Офатени се 3 дејности со овој закон: дејностите угостителство, земјоделие и услужни дејности во домаќинство. Ако даде добар ефект, а сметаме дека ќе даде добар ефект овој закон, очекуваме околу преку 15.000 луѓе на крајот од годината да имат работен ангажман регулиран со овој закон, а не да работат на црно токму во овие дејности. Тогаш ќе го прошириме овој закон и со други дејности ќе размислуваме каде што фали работна сила.